Здраво, драги мои! Денешно видео го снимам со цел да направиме споредба на производите кои што се наоѓаат овдека, а кои што истовремено можете да ги набавите и во Македонија. Ќе направиме една ценовна споредба, да видиме за колку пати е поскапо, односно поевтино нештото, кое што можеме да го најдеме и во Македонија и овдека. Впрочем, откривме една нова продавница во која што се продаваат секакви производи од целиот Балкан. И одиме денеска стрикно таму да си купиме и нешто што одамна не сме го пробале. Така да сјавам од таму. Дечки, ова е продавницата. Маски обавезно и сме веќе внатре. Има голем избор на разни вина од целиот Балкан. Ова посебно ми се свиѓа вино Здрепчева крв, мене лично. Ево ви наше вино и тоа погледнете Тиквеш, значи македонско вино кое чини скоро 5,5 евра. Сега ќе пробаме да најдеме цена во Македонија. Ево, например, во Тинекс. Вино црвено, Вранец и Мерлот, класик Тиквеш, 0,7, ви изнесува 172 денари. Значи, скоро дупло поевтино. Еве ви Витач. Да видиме Витачот колку изнесува во Македонија. Повторно во Тинекс ќе отвориме. Значи вино црвено Витач 1 литар изнесува 126 денари, што е двојно поевтино. Најбитното тага за југот Тиквеш, кој што ви изнесува 0,7, 5 евра и 99 центи. Ајде да видиме ова вино колку изнесува во Македонија. Значи 269 денари, што е повторно поевтино. Ево ви пива. Помеѓу сите пива погледнете на кое налета. Скопско и се е можно. Скопско евро и 19 центи. И ова е значи во лименка. Имаме и во стакло. Еве го. Тоа изнесува евро и 9 центи. Да ги видиме сега македонските цени. Повторно, например, во Тинекс, ќе избереме Скопско. Не беше ова. Да, тоа е ова пиво лименка Скопско. 0,5, 42 денари. Пиво стакло Скопско 0,5, 40 денари. Морам да напоменам дека баделот ретко може да се најде во другите продавници. Така да можеби ќе купиме еден пелинковац кој овдека изнесува 13 евра. Ајде да видиме. Во Македонија пелинковац горки 1 литар 495 денари, што е повторно двојно поевтино. Луѓе мои, најдов оригинална Павловичева маст, која што погледнете колку пари е, 6 евра и 99 центи. Да ја видиме и македонската цена. Доктор Павлович, значи чини 220 денари, што е повторно дупло поевтино. Овој дички бис е супер освежувач за просторија, супер мириса, така да имате мои препораки за истиот. Македонската цена изнесува 209 денари. Страшно добар омекнувач, дуел, особено овој жолтиот. Значи овдека имаат секакви бои, ама жолтиот е врв, значи врв.
Ево, овдека изнесува 2 евра и 89 центи. Во Македонија чини 129 денари, што е повторно поевтино. Разни видови на супи од Подравка, кои што се евро 20, евро 79, зависи од тоа која супа ја сакате. Еве ја вегетата. Ајде сега да видиме колку изнесува кај нас. Во Тинекс, зачем вегета 500 грама, ви изнесува 191 денар. Тузланската сол, добро, таа е 99 центи. А кај нас, истата сол чини 30 денари, што значи дупло поевтино. Ево тестенини, кои што се околу 1 евро, значи 99 центи. Од оваа страна имаме разни сокови, џусеви, но јас долго време не сум пиела вакви ствари, затоа што не се многу здрави, полни се со шеќер. Инаку се движат околу 2 евро. Човече, сокче со цевка од која немам видено. Овдека сокче со цевка ви е 49 центи. Еве ви плазма. Плазма. Што изнесува 2 евра и 39 центи. Ајде да видиме кај нас. Плазма бисквити мелени 300 грама, чинат 112 денари. Крем бананчиња. Леле, од кога немам јадено. Имаме медени срциња, евро 89. Медените срциња 150 грама, кај нас чинат 46 денари, што е повторно двојно поевтино. Атлантис ви се 2,5 евра. Истиот тој Атлантис во две варијанти, кај нас ви чини 144 денари. Тоа е скоро исто како овде. А погледнете што пронајдовме. Тадам! Стоби флипс! Големо пакување, 150 грамско, изнесува невројатни 99 центи. А кај нас истото изнесува неверојатни 35 денари. Што пронајдов? Витаминка, чокостоби флипс. Леле, кои се благите од моето детство. Еве ја и во Македонија чини ми се најефтината и најдосадната бомбонјера. Што изнесува 2 евра 99 центи. Ајде кај нас да видиме колку е ова бомбонјера. 99 денари, море барем 100 да ставеа. И ова е една од моите омилени работи од детството, која што изнесува евро 39, но не можам да одолем и овој пат ќе си купам. Значи, дечки, видете. Наполитанки од Краш 5,5 евра. Домачица, оригинал домачица, изнесува 2 евра и 69 центи, а јадро 3 евра и 79 центи. Петит ви се 2 евра и 79 центи. Кај нас наполитанка Краш ви е 235 денари, јадрото ви е 165 денари, а домачица успеав да најдам само од 220 грама, таа е 79 денари. Додека пак бисквитите 480 грама ви се 161 денар. Евро 29 едно лижавче. Кај нас лижавче чини 15 денари, што е 5 пати поевтино. Еве и се млекцињата,
Моја кравица ви изнесува 99 центи. Ова дукат млеко ви е евро и 19. Дечки, ABC сир евро и 19 центи. А кај нас истиот сир, односно намаз, како сакате, 100 грама ви изнесува 61 денар. Имате голем избор на паштети, на гулаши. Аргета ви изнесува евро 29, тоа е стандардна цена како и во сите останати продавници. Но ајде да видиме колку изнесува кај нас. Паштета 95 грама, аргета 64 денари, скоро исто како и овде, мала разлика. Дечки, мојата омилена салама, Поли. Поли изнесува 4,5 евра мала, а средната, најмалата е 2,49 и големата си сваќа 6,5 евра. Кај нас успеав да најдам цена само за малечката 90 денари и за средната 184 денари. Дечки, катастрофа, сум фасцинирана колку се скапи еве овие пастаци, 5,5 евра. Обично се околу 3 евра иста грамажа. Не знам да епте набиени цени. Ајде да си видиме кај нас 150 грама фастаци, 180 денари, двојно поевтино. И то пази, магиц, не било какви. Ослич е мојата риба од моето детство и ми недостига, мора да пробам. Фала. Не знаеме колку кошта измешана некако се. Но не е битно. Кога не се јаде ослич, мора да го купиме. Да. Ево кај нас 1 килограм ослич ви е 175 денари. Овде има и чаши, сетови од некои познати марки. Ние што би излеговме од овој маркет и си добив вакви две лепчиња гратис, што е одлично, што е супер. Видете во ходникот, можете слободно да си одмарате нова масичка, да си дегустирате или да си пиете кафе. Така да, кога ќе излеземе надвор, ќе ви покажам што се купивме. Навистина, оваа маска ме задушува, не можам да дишам. Видите како има декорирано во ходникот. Баш интересно. На буре. Да. Искрено би дошла пак. Иако во глобала цените се малку повисоки отколку на други места, но сепак мислам дека се исплаќа. Постојат производи кои што не можеш никаде да ги најдеш, а сакаш да ги пробаш, да ги вкусиш. Мислам дека се исплаќа. А сега ќе видите што си купивме. Ево, дечки, ова е се што купивме. Значи, да не ви покажувам одделно. И дојде околу 96 евра. Така што повторно ќе кажам, солени се цените, не се баш ефтини, но сметам дека се исплаќа, бидејќи не можеш никаде да ги најдеш овие работи. Инаку, освен ја што добив 2 лепчиња гратис, и на Рики му дадо 2 лепчиња, така да имаме 4 лепчиња. И драги мои, само што ги средивме работите во багажот, морам да ви ги кажам моите впечатоци, како што и преку целото видео напоменував дека ми изгледа доста скапо. Во смисла, кога ќе испоредиме со истите производи колку чинат долу во Македонија. Инаку, според овдешниот стандард, се тотално окей, се тотално во ред цените. И сега, бидејќи јас не можам да издржам да чекам до дома, овие ги гледате, помпомчиња јас ги викам. Сега ќе укусам едно. Затоа што, вака изгледат, затоа што не знам колку години вакви немам пробано, човече. Искрено, може би има вакви и во другите маркети, но не сум ги забележала. Никогаш не ми текнала, ево сега ми текна баш на вакви. Значи се во соодветен однос со стандардот во таа земја каде што живееш. Тоа е тоа, драги мои. Бидете ми здрави и живи. Не можете да штедите за работи кои што сакате да ги пробате. Значи, еден животот. Живејте го како што сакате. Поздрав од мене. Разликата во платите не кореспондира со разликата на цените на производите кои што се продаваат тука и во Македонија. Што значи дека таму каде што се
цените двојно поевтини, а се заработува минимум 5 пати помалку, помало е задоволството кое што може да си го пружат оние кои што работат и живеат еден просечен живот. Па сега вие бирајте каков живот сакате да живеете. Немаш два животи, имаш само еден. Размислувај.